Дали болницата Жан Митрев легално се стикнала со дозвола за оперирање на бебиња со срцеви мани од Министерството за здравство? Доколку постапката е законска, дали со заминувањето на доктор Владимир Чадиковски, единствениот лиценциран детски кардиохирург, по дефолт болницата Жан Митрев ја губи дозволата да оперира срца на деца до 1 година, бидејќи нема кадар кој поседува лиценца за вакви зафати, иако го има најдобриот кардиохирург во земјава. За овие, но и за низа други прашања за случајот детска кардиохирургија, единствената гранка што функционира по принципот јавно-приватно партнерство, министерот Филипче и денеска не се најде повикан да одговори, иако доста гласно го презентираше ваквиот модел како одличен спој на опрема и експертиза и најавуваше нови слични вакви партнерства. Од Министерството за здравство по притисок на медиумите се одважија и по неколку дена куса одговорија, оти во март, кога се премести тимот од државната детска хирургија на чело со Чадиковски, болницата Жан Митрев добила решение и за операции на срце кај бебиња, но повторно не кажаа што содржи истото. Министерството за здравство потврдува со решение на министера за здравство. Клиниката Жан Митрев има дозвола за вршење здравствена дејност на секундарно ниво, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена дејност за внатрешни болести, меѓу кои за кардиохирургија за возрастни и детска кардиохирургија со исполнети услови во однос на простор, опрема и кадар. Од државниот здравствен и санитарен инспекторат веќе неколку дена не сакаа да говорат јавно за случајов. Па КУСО соопштија дека вчера извршиле вонреден надзор и констатирале оти решението од Филипче, болницата го има. И од клиниката Жан Митрев не сакаат да говорат јавно. Оттаму во писмена форма стигна поздрав за иницијативата на антикорупцијска, која отвори предмет за случајот детска кардиохирургија. Клиниката Жан Митрев ја поздравува иницијативата на антикорупцијската комисија за испитување на случајот со детската кардиохирургија. Клиниката е отворена за соработка за обезбедување на сите потребни информации и документи кои ќе бидат потребни за утврдување на вистината. Наместо состав, конкретни информации за случајот и образложение за постапката и начинот на издавање на дозволи за вршење на одредена здравствена дејност, кога има скандал што вклучува ситуации живот или смрт на бебиња. Од Министерството единствено што не заборавија е да се пофалат дека се подобрувале условите во клиниките.